кога од сите вонпарламентарни и парламентарни партии за прв пат во историјата на независна Македонија само на една партија е забрането политичко представување, односно платено рекламирање во приватните медиуми. Скандалот да е уште поголем, не само што ни се забранети државните пари кои по закон ни следуваат, туку и доколку би имале наши пари, ние ќе не можеме да се рекламираме, затоа што со едноставно пропуштање, односно неспомнување во 4 законски предвидени пакети, ние сме изоставени комплетно како да не постоиме на политичката сцена. Во меѓувреме ние се екипиравме со адвокатски тим, ќе поднесеме акцио популарис, односно тужба со времена мерка за стопирање на ова упатство и бараме од Уставниот суд веднаш, уште денес, да се произнесе со времена мерка, затоа што, не знам дали знаете, 3 случаи до сега вакви имало, Уставниот суд прави финта, а тоа е дека кога поднесуваме ние представка или иницијатива, тој го става актот за гласање во декември и констатира многу бегло дека актот повеќе не е во сила и нема што да оценува. Дали ме разбирате кој е тој правен изум? А тоа што актот произвел дејство и направил штета, тоа не го тангираат. И предосеќам како професор по право дека овој случај ќе заврши во Страсбур, но тоа би траело 2-3 години од сега, така што штетата која сега ни е нанесена, ние парично ќе ја вратиме по 2-3 години, но ќе биде удар врз демократијата во Република Македонија.